Абдулаки Мадеми, почитуван заменик министер за животна средина, господја Сонја Лепиткова, почитувани сограѓани, почитувани скопјани. Со особено задоволство ве поздравувам сите присутни и сите учесници во денешното пешачко велосипедско дефиле, со кое градот Скопје го одбележува 22 септември, меѓународниот ден без автомобили. Годинава, после повеќегодишно традиционално одбележување на овој ден, градот Скопје се придружи на големото семејство европски градови кои ја спроведуваат најмасовната манифестација посветена на одржливото движење Европската недела на мобилност. Мотото под кое се одржува оваа голема манифестација оваа година е алтернативна мобилност. Упатува на амбициозните цели што Европската Унија ги постави пред своите земји членки кои треба да се исполнат до 2020 година. Тие се однесуваат на смалување на емисијата на стакленични гасови, зголемување на енергетската ефикасност и поголемо користење на обновливи извори на енергија. Со подобрување на сообраќајот на локално ниво, градовите значително придонесуваат за постигнување на енергетска равнотежа, но и за подобрување на квалитетот на животната средина. Сметам дека градот Скопје во моментов е најподготвен за учество во една ваква голема манифестација и има со што да се представи пред европската јавност. Тука пред се мислам на големите позитивни промени во јавниот автобуски превоз, како што се набавените нови 149 автобуси, кои представуваат околу 45% од вкупниот број на автобуси што секојдневно се во функција во градот Скопје. Воведените нови автобуски линии, при што е истакнува она од транспортниот центар која води до Средноводно. Можноста за користење интернет во автобусите на јавниот превоз, започнатиот проект за обновување на сите 290 автобуски стојалишта, воведените дотации за учениците и бесплатните денови за пензионери. Од аспект на заштитата на животната средина, истакнувам дека моторите на сите нови автобуси има стандарди Евро 4 и Евро 5. 12 автобуси се преадаптирани за користење на алтернативно гориво, земен газ, а посебен интерес е изградбата на жичарницата на Средноводно до Милениумскиот крст, со што реално заживува забраната за возила во рамките на парк Шумата Водно. Во рамките на развојот на алтернативниот транспорт, како што е велосипедизмот, можам да наведам дека е оформен и затворен систем на велосипедски патеки со реконструкција на постоечките и изградба на нови. Доизградени се рекреативни велосипедски патеки од двете страни на реката Вардар. Сите со вкупна должина од 70 км. И истите се обележани и поставена е сигналитика. Уведена е можност за изнајмување велосипеди, за што се изградени посебни пунктови во аеродром, во Карпош, во Чајет и во центар. Со особено задоволство го истакнувам ангажманот на градот Скопје во создадените можности за организиран превоз на лицата со хендикеп, кои денес се дел од ова наше дефиле и на кои им беа посветени активности во еден од деновите на Европската недела на мобилност под називот "И јас се движам без автомобил, ако ми пружиш шанса". Во рамките на овие 7 дена на Европската недела на мобилност, градот Скопје организираше различни активности, кои беа во функција на промоција на подобрување на јавниот превоз, на велосипедскиот превоз, се промовираа можности за дневен туризам во заштитените природни локалитети, се образуваа младите и им се делеа совети од областа на сообраќајот и велосипедизмот. Се зборуваше за влијанието на сообраќајот врз животната средина и за енергетската потрошувачка во областа на сообраќајот, односно за можностите за постигнување енергетска ефикасност во сообраќајот. Се даваа совети за здрав живот, се вежбаше, се негуваше животот. Денес, за прв пат, го забранивме моторниот сообраќај, освен за возилата на јавниот превоз, во една од најголемите и најфреквентните сообраќајници
Тоа изгледа на изглед без причина, но се соочивме со можноста за револт и покрај тоа што за исто ги информиравме граѓаните преку јавните гласила. Но причина имаме и тоа многу силна, реална и хумана. Ги повикуваме граѓаните денес да го користат јавниот превоз и да го прифатат мотото на денешниот ден во град без мојот автомобил, со што ќе дадат личен придонес кон целите на оваа голема манифестација за заштита на животната средина од повеќе аспекти. Со еден збор, во рамките на 7-дневната манифестација имаше многу настани, многу учесници и на сите најсрдечно им се заблагодарувам за дадениот придонес. Ви се заблагодарувам и на сите вас, кои сте дел од денешното дефиле и ве повикувам сите заедно идната година Европската недела на мобилност да ја испромовираме со уште повеќе учесници и нови манифестации, а посакувам нашето однесување во текот на целата година да биде во согласност со заложбите на Европската недела на мобилност. Ви благодарам.